Прцолчиња, изгледам како некое гнездо расчепкано од оние што се штркоите. За нигде катастрофа. Anyway, слушај сега да ти кажам нешто. Едно нешто што ме нервира. Сигурно и вас ве нервира. Кога ќе купите нова мајца, нова блуза, така. И од страната внатре во блузата овде има цел тефтер. Знаете она што е како сметка од Тинекс, залепена на блузата. Јас не можам да разберам зошто клават, значи, цел весник внатре. Шо, ако ми се досади да седнам да превртам блузата, да почнам да читам. А па на таа блузата што ја купив вчера, имаше едно ливче, убавака 15 сантими долго, уште едно ливче од аздола и уште две други со баркод. Шо е финтата со баркодот? За ако се загинам негде да ме скенират, да ме вратат дома? Значи јас имам книги прочитано што нема толку лисија колку што има лисија на ова блуза. Инструкции има како да се одржава, значи материјалов, како да ја периш на колку степени, како да се суши, со ракаите прудолу, со јаката нагоре, па после пиши кај е направена блузата, цела историја за државата ја кажува, маде во Кина, се шо сега? Ке читам историски факти на блузава за Кина? Јас би му препорачал, значи, на тие што ги прат блузите наместо да клават глупи етикети внатре во блузата, да те драска, заменете ги тие печесливчиња со, да речеме, печесливчиња со вицој на нив. Барем така, кога ќе си на пуш пауза, кога ќе ти е досадно од превртија блузата, прочитај си некој виц, насмеј се. Или, например, еве друга убава идеја, на никој што му нема текнато до сега. Наместо да ги клавате тие фискалните вака во блузата, да измисли малце некој миниатурен газ папир, за не дај Боже. Значи, блуза си купил, си заглавил негде во бушо, пример, ти се присра, немаш сега да го избришиш сералнико. Клекнуваш, бап ја отправртваш вака блузата, ке си скиниш 2-3 ливчина, ке поминиш, сваќаш, мозок. Не, овие зеле пичкамо стопанкина и спринтаја цела енциклопедија овде, ја закачија на блузата и ме драскаш. Де ти имам стопанката?